Почитувани граѓани, почитувани медиуми, доаѓаат така наречените економски работници. Владата на Мицкоски им ги отвори вратите со одлука за нови 10.000 странски работници во 2026 година. Бројот е двојно зголемен во споредба со лани. Иако во Македонија се уште има речиси 100.000 невработени, владата донела одлука да се носат 10.000 странски економски работници. Тоа што се подготвуваше сега започна. Најпрво, владата склучи стратешки договор за кој известија британските медиуми. Во декември, британските медиуми објавија и дека согласно овој договор, мигрантите би имале можност да добијат работни визи во Македонија за работа во сектори со недостиг на работна сила. Потоа власта го смени законот за странци, ги олесни условите за доаѓање, престој и работа во Македонија. Се скратија процедурите, се продолжи времетрењето на дозволите. Со овие законски измени се создаде правна рамка за долгорочно задржување на државата, секако ако има стратешки партнер. Кога темата се крена, власта донесе резолуција во собранието, декрет за да и се забрани на опозицијата да говори за мигрантите. Сега е донесена и одлука за отварање на вратите за нови 10.000 странски работници. Се што се подготвуваше, се случува. Се реализира. Во време кога македонските работници имаат најниски плати во регионот и во Европа. Владата вели дека нема пари за покачување на минималната плата. Во буџетот недостигаат 2 милиарди евра. Очигледно сите ќе мора да се навикнеме дека поголеми плати нема да има. Ни доаѓаат така наречените економски работници. Ви благодарам.